Вчера една тажна вест повторно страотно ги подели овие социјални мрежи, виртуелни заедници, Facebook, Instagram, Twitter и т.н. Тоа е X, како се вика. Тој тажен настан, приватен, нечи тажен настан, беше причина за повторно за поделба и копање очи на една страна оние кои што сочувствувале со ужалената фамилија, со несрекно починатиот, и овие вториве кои што ликувале, затоа што го сметале тоа дека е некоја карма, дека децата плаќаат за гревовите на татковците и т.н. Па као овие првиве што се емпативе, овие што се чувствуваат, им држат лекции за морално, овие другиве што на некој начин ликувале одредени коментари и така натаму, и така натаму. Ги читав и тие. Проблемот, знаете што е? Што има поголемо лицемерие во овие кои што сочувствуваат. Не велам кај сите, но кај огромен дел од нив има огромно лицемерие. Зошто? Затоа што, или поголемо лицемерие, да кажеме, да не ме сваѓате погрешно. Зошто? Затоа што секој еднаш во главата има дупло дно. Горан Стефановски пишуваше за тоа. Дупло дно му се вика и ова драмата. Во на првото, до на првото дно, тоа сме ние какви што сакаме да се прикажеме во заедницата. Фини, чувствителни, емпатични, милосрдни, полни со љубов, широкогради, солидарни и т.н. Под тоа првото дно. На оно второто дно што се вика. Ние сме опозит на све ова горе. Не го свеќе тоа сега буквално до крај така, но ние сме сето опозит. На тоа дупло дно, во тоа второто дно, лежат сите наши курназлаци, сите наши скриени желби, фетиши, желби за доминација, желби за афирмација на штета на другите, желби за богатење, желби за лагоден живот, желби за сите наши неостварени желби, сите наши идеи како тие желби да ги оствариме дури и на најперфиден, најгрозен начин. Во тоа дупло дно, во тоа второто дно, ќе ги најдете сите наши потреби, како да му ја земеме, Горан Стефановски пише тука, куќата или колата на брат ми кога он ќе отиде на ној свет, или како да му ја преземеме жената што му умрели, уште ако не е умрен и така натаму, и така натаму, и така натаму. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Човекот е 50 нијанси на сиво. И секој што вика дека е на страната на светлото, на доброто, или се само залажува свесно или несвесно. Затоа што истите тие кои ги критикуваат овие добриве во наводници, кои ги критикуваат овие лошиве вчера поврзани со настанот, кои што ликуваат наводно под предпоставката дека децата плаќаат за гревовите на своите татковци, овие првиве кои што страотно ги критикуваат, тие истите кои што велат дека се страшно емпатични за некоја смрт, дека не може да се подсмеваат на смртта, не може да ликуваат на некоја смрт, тие истите се спремни во други ситуации, без око да им трепне, да уништат нечи живот, не велам да го уништат физички, но да уништат нечи живот само за они да дојдат во преден план. Дали тоа ќе биде колегата или колешката на работа што ќе ја наместат вака или онака, за она да падне за самите тие да се искачат горе? Дали ќе биде подвала како да се земе од роднините, од братот, од сестрата поголем имот? Дали ќе биде подвала за некоја трета, четврта работа? Значи, спремни се да направат се. Тие истите милосрдни ангели, кога ќе видите вака, кога ќе чепнете по нивниот површината на оно што тие се прикажуваат дека се, кога ќе го пробиете првото дно, кога ќе влезете во нивното второ дно или дупло дно, ќе видите дека самите тие
не разговараат со брат, со сестра, со син, со ќерка, со овој, со оној. Со цела фамилија не разговараат. Ќе сватите колку се користолюбиви, колку се пресметливи, колку гледаат само личен интерес, личен бенефит, колку имаат болна амбиција да бидат пред сите останати, да ги прегазат сите останати само за они самите да го постигнат тоа што го намислиле. Нивната манипулативност, нивната патолошка нарцисоидност е епска. Али, ја се така добри манипулатори што у јавноста многу фино знаат себе да се прикажат као страшни емпати, страшно милозливи, страшно ова, страшно она. Па тогаш велат, не знам, кој се ситал на ова е ваков, кој се сити на смрт туѓа онаков, која... Јас лично да ме прашате. Нема мислење за таа работа, поточно. Има мислење. Но предпоставувам дека тоа не е популарно. Од моето искуство животно, од туѓите животни искуства, од она што сум го гледал, од она што сум го научил од професијата со која што се занимавам, а тоа е влегување во животите на ликовите, од драмите, комедиите, трагедиите и нивно оживотворување внатре некаде во мене. Од тоа искуство сум научил дека се тоа, сите тие се човечки особини, човечки, не дека се тие ѓаволи што ликуваат или ова, него се човечки особини. Најгрдите и оние у наводници најубавите, најмилосрдните, све е тоа комплот кај еден човек. И затоа немојте да бидете лицемерни, да се правите нешто што не сте. Затоа велам, поголемо лицемерие има во овие што се прават милосрдни, емпати, солидарни, што сочувствуваат него во овие другиве. Кои што си кажуваат што мислат, па куд пукло да пукло. Да, изгледа неубаво, изгледа вака грдо. Но колку има на оваа страна кај другиве кои што истото го мислат, ама тоа нема да го кажат, ќе го кажат јавно спротивното тоа. Затоа што се манипулативни да не се нарушат својата слика во блиската и пошироката околина за самите нив. И понатаму да ги сметаат дека се фини, добри, богобојажливи христијански души. Тоа е лицемерието кај човекот, тоа сум го научил од гледање, од искуство, од мојата професија, од читање факин книги кои што, ако имало некоја корис што ги читам у животот, тоа е ова. Сум ја запознал човековата душа каква е. Ти еден Достоевски да го прочиташ цел, не мора друго ништо да читаш, ти ќе научиш за човекот многу. Не мора ништо друго да читаш, да не зборам за Ниче, да не зборам за Шопенхауер, да не зборам за филозофи разни, за Кierkegaard, да не зборам за тоа. Какви будали сум читал, не ми се верува. Дека некој пари управил, тие будали сум ги читал. Тоа е една работа сум научил. Втора работа што е побитна што сум научил. Апропо, кога некој каже не верувале у карма, немало карма, децата не плаќале за гревовите на своите татковци и т.н. и т.н. и т.н. Од моје искуство и од она што сум го научил. Што од професијата, што од читањето проклети книги. Дечки, се на овој свет си има цена. Се. За се што правите у животот, што сте направиле. Цената доаѓа. Дебелата крчмарка на крај доаѓа со сметката. Не го сваѓате ова погрешно. Сакам да ви кажам, ништо не поминало незабележано некаде, на некое место од некого. И текно е, апропо кармата, нема да кажам година, нема да кажам кој беше типот, нема да кажам што беше типот, не беше наш.
искачат од еден кафич на Партизанска пред многу години ова, 2007-2006 поима неам, искачаме. И у тој момент по Партизанска проаѓа еден, не е ова измислена приказна, но нема да кажам ништо друго. И проаѓа еден со 150 вака на саат. Нормално не вознемири, сите се овака, не го прекина муабето тука, знаеш, на искачање се опростуеме завршни зборови пред кафич, ово. И вака проаѓа. И овој човеков, дечко, вика, ова вика момче, не му е вика добра кармата. После 5-6 минути се сбрцал некаде кај Нова железничка, ова, у тие стубоите, у тоа бетонот, кај семафорите негде таму, точно пред Нова железничка према аеропортот. И милион други примери има. Значи ја не навлегувам, не давам процени, не давам ништо, само сакам да ви кажам, ова се однесува објавува на едниот табор и на другиот, пошто и онака она вчера што се случи на Facebook заедницата или на Instagram трае еден ден тоа вадење очи, копање очи и сите се повлекуваат у своите табори до следниот настан кога пак ќе се поделат на љубители на марула, мразачи на марула, не знам, верувачи во Господ атеисти, не знам, ЛГБТ, не знам, стрейтови и така дали и така дали. Значи се мал настан е доволен да Facebook за било каков настан луѓето не можат заедно НЗС да најдат. Не е само тоа кај нас дека ние сме нешто, ако некоја па ние сме биле поган народ, ваков народ, не бе. Мислите дека ова не се случува у било која земја од соседството или широм светот, у било која за ваков настан поделба така одма нагла? Па затоа се смислени тие социјални медиуми, тие мрежи. Токму затоа да го поделат мислењето, да ве збрлават со други работи, да ги кршите копијата, да си ги вадите очите околу некои работи кои што и реално немаат никаква врска со лично со вашите животи. Така што, дали ние сме биле вакви или онакви, или не знам што, како што реков, ние сме 50 нијанси на сиво. Ниеден човек не е или црн или бел. Ниту еден. Само прашање на лична искреност, личен став, лична толеранција, желба е колку понекогаш искрено, објективно ќе кажеме, ќе ги искоментираме некои работи. И истите тие, уште една работа, кои што се страшни морализатори, милосрдни ангели, истите тие, да ги прашаш лично, зошто јавно не излеза да го судат геноцидот во Газа, ќе ти речат не е тоа моја работа. Истите овие кои што ги караат овие другиве, зашто ликувале, у наводници велам ликувале на нечија смрт или ја поврзувале со карма или со отплата на гревовите на нивните татковци, истите тие прашај ги зошто јавно не излеза да го судат геноцидот во Газа и ред други такви работи, кај што кои представуваат директен атак против хуманоста, против човечноста, против човековиот живот, кои што представуваат, не знам, акт на геноцид, на ред други такви работи, ќе ти речат, не е моја работа. Или тоа е тамо некаде. Истите тие, милосрдните ангели, немаат став. Така што немајте да паламудите ни за љубов, ни за милосрдие, ни за сочувство, емпатија. Исти говна сме сите. Само различно пакување и на различен начин го доживуваме светот. Сите ги носиме истите пизми, курназлаци,
амбиции, болни. Сите ги носиме оние опозити на тоа. Чувство на емпатија, солидарност, љубов, милосрдие. И не можеш да ги осудиш другите пред да се погледнеш длабоко у себе. Ама не до тоа првото дно. Кога ќе се погледнеш, да го погледнеш своето дупло дно, тоа пошто лежи под него. Тогаш јади говно. И кажи дека си и слободно представи се како светец. Тогаш имаш право да кажеш нешто. Па дури тогаш прашање дали можеш да осудиш некого. А дека се плаќа, на овој свет се плаќа. Вратете си филмови, уназад години, месеци, вратете си искуства, ваши и туѓи, за било каква работа. Некои работи нема што не сте платиле, а нешто и сте го преплатиле.